јули, август и септември 2015 година зголемување од 2 милиона и 300 илјади, точно 2 милиона 390 илјади денари, го објасни дека се тоа прокнижени две судски решенија по основ на враќање на вработени, односно претходно избркани вработени. Надомесна штета за избркани вработени. Но истиот тој одговор го добивме и во претходниот квартален извештај, кога беше нели за април, мај и јуни месец, исто 2015 година, а истиот тој податок од зголемување само не 2 милиона, него преку 3 милиона денари го имаме и во 6-месечниот извештај на предпријатието, каде што кажува за бруто плати за вработени во работен однос од 16 милиони и 200 предвидени, потрошени 19 милиони и 300. Каде што и тогаш кога го прашавме зашто е од зголемување, кажа дека по основ на две судски решенија. Претпоставам дека во меѓувреме не се дојдени нови судски решенија, него постојано се спомнуваат тие две судски решенија. Значи, јасна е индикацијата дека тоа што 7 месец 2015 година го објавивме во документ дека има зголемување по основ на плата од не знам колку посто, бидејќи претходната плата не можеме да не ја знаеме колка е. Платите на сите вработени, вклучително на директорот, се утврдени согласно сите правилници и законски основи. Побарав извинување од страна на координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа беше груба манипулација и се што може да се побара како директор на јавно предпријатие можам да одговорам, но сепак не престана тука, него нападите продолжија. Бидејќи во документот кој што го објавија, јас јавно прашав дали тој е заверен и има некаков печат и подпис, бидејќи обично документите во сите институции потребно е да се заверуваат. Од тоа што го видов по медиумите, нема никаква заверка, нема никаков архивски број, затоа сметам дека тој истиот е груба манипулација со кој што морам да се употребам со тие избори. Мафташе координаторот на советничката група, односно го презентираше на таа пресконференција, односно на тие две пресконференции. Тоа како се одвиваат и колку партискиот печат од вашиот општински комитет е посилен од печатот на институциите. Тука пред мене се неколку документи. Имате предлог од поранешен председател на Совет на општина Центар Владимир Здраве, во кое име ВМРО-ДПМН општински комитет до кадровата комисија предлага вработување во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Имате предлог од месен комитет Боте Ботевски на ВМРО-ДПМН за вработување на Министерството за финансии и Управа за јавни приходи. Па имате документ препорака од ВМРО-ДПМН општински комитет Центар за областен просветен инспектор во оваа општина Центар. Па имате препорака за вработување. Не, морам да реагирам. Не може да реагирате. Сослушате се сите, ќе имате право сите да зборувате. Значи, ако може да биде фокусиран на финансиското извештај... Значи, ве молам, јас ја водам седницата, веројатно треба да знаете дека во Боте Ботевски постои паркинг простор на кој што управо стопанисува јавното предпријатие и директорот веројатно се повикува на тоа. Ајде, ве молам, бидете парламентари, никој вас не ме прекинуваше. Јас сакам да се кажам како се функционирало во изминатото јавното предпријатие со партиски документи кои што се официјално подпишано од ваши функционери. Секоја награда која што се префрла, за истите треба да се платат одредени придонеси. Начинот на кој што се префрлени наградата на Маргарита Бакев е директно на нејзина сметка преку Вирман, а не така како што налага преку исплата на плата. Така да преку изводот може да видите дека на Маргарита Никола Бакев директно без придонеси платени према државата кои што се налага се исплатени 61.350 денари. Ова може да видите според од изводот. Истото важи и за Миле Тодоровски, за Игор Стојановски, во исто време биле наградени за... Само директор, јас ќе ве напоменам дека во работата на Советот советниците имат имунитет и за секој искажан збор имат имунитет. Вие сте тука гости и немате имунитет и ве молам, околку има некои лични податоци, да не ги прикажувате и да обрнете внимание се што ќе кажете дека можете да помина возот председател. Јас за се што објавувам, сум рекол дека сум спремен да одговарам. Пред мене тука се сметки од еден мобилен оператор со кој што јавното предпријатие има склучен договор.
и кидам по редослед. Согласно водењето и одредените лимити кои што ги имаат сите вработени во јавното предпријатие, се води и во јавното предпријатие табела кој колку има направено остварен сообраќај и во зависност од тоа од потребите, дали нешто има надминато, ако има нешто надминато, согласно подпишаните задолжувања, истите се санкционираат од страна на вработениот. И сега се доведуваме, кога ќе ги разгледате сите оние броеви, доаѓате до општински комитет, Коневски 2 броја, кои почнуваат од 7 месец 2012 година и истите се задолжени, не луѓе вработени, бидејќи немаме такви општински комитет, немаме вработено во ПОЦ и Коневски немаме вработено. До март месец 2013 година, баш пред изборите, и повторно општински 7297 денара, Коневски 15157 денара, Коневски втор број 50382 денара надминувања, Коневски трет број 25392 денари надминување на претплатничкиот број, кој што во нашите табели така се заведени. Сето ова што се случува и овој линч према мене, сите овие лаги манипулации дека се организирани и оркестрирани се со цел јас како Саша Богдановиќ да бидам линчуван од партијата која е на централно ниво на власт. Освен на горе наведените криминали и строги прекршувања на законот, кај вас Томислав Лазаров за време на локалните избори во 2013 во избирачкиот список на место 2806, односно на улица Народен фронт 22, има пријавено 5 гласачи од Пустец. Ниеден од имињата и презимињата кои што ги знам не е Лазаров, него Айрадини Селкит, Бектеши Суат, Шокар Сирхан, Цако Сакака Умран и Шуаре Рамадани. Господине Лазаров, со ова вие извршувате прекршување, односно ги извршивте следните кривични дела, утврдени со кривичен законник на Република Македонија, и тоа член 160, повреда на слободен определување на избирачите, односно измама, член 247 став 1, 5 и 7, потоа член 161 злоупотреба на избирачко право како помагач и член 163 повреда на тајноста на гласањето став 3.